Доаѓате често на овие? Трет пат доаѓам. Мислите ли дека нешто се промени, сепак 28 дена сте на улица? Да, во секој случај мислам дека ќе успееме. Се надевам дека ќе одбраниме Македонија од нападот на хиените. Ова е Македонија и така ќе остане. Унитарна за секогаш. Бидејќи ако не е унитарна, бинационална држава нема по никој основ не може да опстане. Како би личела двојазичноста? Па не можам, јас сум тука живеам у Скопје, меѓутоа од Свети Николско сум и не можам да замислам во Свети Николе двојазично. Зошто? Кој е интересот на албанците во Свети Николе да имат двојазичност? Ја не можам да го разберам тоа. Значи таму мора да има 5 државни институции. Во сите институции мора да стават по еден преведувач албанец. Целта всушност е тоа. Ние не мора да учиме албански, меѓутоа целта е да се албанизира Македонија. Сега, ако ние тоа го дозволиме, тие ќе ни ја земат без да ја браниме. Мислите дека ќе скараме со Србија и со Бугарија ако признаеме дека имало геноцид врз албанците? Тоа е неверојатно нешто. На кого му паѓа на ум такво нешто? Македонија као прво од 912 немала држава. Како може тоа? Не ми јасно. Ние имаме државност од 45-та до 56-та година, така? А тогаш најповеќе има дојдено албанци во Македонија. Каков геноцид? Тие имаа министри во таа влада. Тогаш на албанците. Нели е срам? Ја не можам да разберам како може некој да припати такво нешто. Тоа е налудничево.